Почитувани гледачи, добро вечер. Повторно сме во и со емисијата во потрага по вистинскиот збор. Наша вечерашна гостинка е поетесата Емилија Тодорова. Драго ми е што Емилија Тодорова, која што живее во Сиднеј, Австралија, сега и денеска е овде во Скопје и ние ќе разговараме со неа, но веднаш да кажам дека таа деновиве беше во Белград. Емилија, кој беше поводот за вашето гостување и вашиот настап во Белград? Прво да ви се заблагодарам на поканата повторно да учествувам во потрагата по вистинскиот збор. Во Белград учествував на деновите на македонската култура по покана од организаторите Друштвото на македонците во Србија, Македониум. Так. Тоа е манифестација која што традиционално се одржува секоја година и трае повеќе денови. Програмата опфаќа повеќе дејности во кои што особено нели зборуваме за уметноста, во кои што македонците, нели области во кои што македонците создаваат, така што има настапи на културно-уметнички друштва, музички концерти, поетски читања. Мислам дека годинава имаат и филмска проекција после настанот на кој што јас учествував, неколку дена потоа имаше проекција на филмови на Љубиша Ѓоргиевски. Значи тоа е една разновидна програма која што дава пресек на творештвото на македонците во Србија. Јас сум поканета како иселеник, како член на иселеништвото, и ова ми се чини прв пат да биде поканет некој од експатријатите. Ке забележите дека го избегнувам зборот диаспора, бидејќи не ми се допаѓа и мислам дека го ограничува толкувањето на она што нели што всушност е таа група на иселеници, на експатријати. Значи имаше книжевна вечер на која што беше направен мој портрет и на таа книжевна вечер ми беше направена и таа чест да бидат поканети и други гости. Имаше настап на младинскиот оркестар Версус, кој што го обучува Ана Богич, која што е професор по музика, инаку од македонско потекло, и беше поезија рецитираше и една млада девојка, 9 годишна, девојче всушност, која што веќе има објавено книга. Таа е исто така од македонско потекло по својата таткова страна и мене тоа ми се чинеше како прво беше чест за мене, нели, да ја споделам сцената со другите учесници, но ете и беше за мене особено интересно што беше представен подмладокот на македонската заедница во Србија со извонредно осмислена поезија, за таа возраст особено. Веднаш, ако не грешам, да додадам само, мислам дека вашата промоција беше во куќата на Ѓура Јакшиќ. Да. Тоа е едно култно место, се наоѓа во Скадарлија, да, во непосредна близина на Сдруженијето на писателите на Србија, место каде што често во куќата на Ѓура Јакшиќ се одржуваат промоции и ликовни изложби. И уште нешто да додадам, Ана Богич е всушност ќерка на писателот Тоде Илиевски од Охрид и знам дека нашите иселеници, односно македонците во Белград, се секогаш добри, љубезни, коректни домаќини и дека сигурно дошле во доволен број да присуствуваат и да учествуваат на свеченоста, бидејќи за нив секој културен настан е празник. И јас сум бил лично почествуван во Белград и знам дека сигурно убаво сте поминали и носите убави незаборавни спомени. Апсолутно. Но не е само Белград. Емилија Тодорова е вистински номад, патник, за среќа не оди пеш по светот, туку патува со луксузни модерни авиони
И навистина, за да им презентирам на гледачите за каков патник станува збор, ќе прашам директно, ајде, да не одиме во минатото. Сега, во овие неколку изминати месеци, во кои се држави и градови бевте, бидејќи тој пат уште не е завршен. Так. Тој се уште, тоа ваше патување трае и се одвива. Так. Сезоната на патување годинава ја отворивме со пат во Индија. Бевме во најголемиот дел од времето во Индија го поминавме во Раџастан, бевме околу 3 недели во Индија. Почнавме во Делхи, кој што е посебна територија како главен град. Потоа во Агра, нормално таму е Тадж Махал, тоа мора да се види. Тоа е во државата Утар Прадеш. И од таму отидовме во Раџастан, каде што го поминавме остатокот од времето. Кога се вратевме од Индија, по неколку недели заминавме за Јужна Кореја. Кога се вративте, тоа значи во Сиднеј кога се вративте? Да, кога се вратевме во Сиднеј. И отидовте? Така, 3 недели подоцна, бидејќи така сум ги организирала патувањата годинава, збиено. Да. Заминавме за Јужна Кореја, драстично различна земја од Индија, но исто така земја со фасцинантна култура и она што најмногу ме воодушеви е односот на корејците кон својата земја. Значи, ние зборуваме за патриотизам, меѓутоа, нивниот патриотизам не е со удирање во гради, не е со извикување слогани и пароли, туку е вистинска почит кон земјата и докажување на таа љубов со дела. Значи, еве еден пример само наку да ви дадам. Во 2008 кога настапи глобалната финансиска криза, владата на Јужна Кореја, се нашла во незавидна финансиска положба. Буџетот во црвено, значи речиси пред банкрот. Луѓето доброволно се организираат и од дома носат, бидејќи кога е финансиска криза, златото добива на вредност. Така што тие го носат својот златен накит и го донираат на државата. Што помогнало понатаму да се стабилизира финансиски буџетот и да се стабилизира земјата и да се сепак да се поправи до некаде буџетот. Неколку примери има кои што исто така одат во прилог на оно што го велам, дека нивниот патриотизам, нивната љубов кон својата земја ја искажуваат со дела, не со зборови. Имаше секој ден протести, мирни протести. Илјадници, стотици илјади луѓе излегуваат во најсурова зима, од ноември траеа тие протести, за симнување на првиот човек на државата кој што во ноември прогласи еден вид вонредна состојба. И успеа во тоа. Значи, кога се вратевме повторно во Сиднеј од Јужна Кореја, повторно по 3 недели заминавме за кон Европа, меѓутоа ние, бидејќи сме далеку, мораме некаде да смениме авион и обично таму каде што менуваме авиони, ние остануваме неколку дена, не само заради одмор, ние патуваме со економска класа, меѓу другото, не сме толку богати, да патуваме со деловна или со прва класа. И не само што ни служи тоа запирање како одмор, туку едноставно уште една прилика повеќе да се разгледа, да се научи нешто ново и така натаму. Така што во авион менувавме во Доха, во Катар, и таму останавме 3 дена, од таму го продолживме патот за Баку, за Азербејџан, каде што во свој аранжман бевме неколку дена, а потоа се приклучивме на тура низ Азербејџан, Грузија и Ерменија. По завршувањето на таа тура заминавме за Истанбул, се приближуваме веќе кон татковината, кон Скопје. Во Истанбул бевме една недела, од таму за Скопје, еве сега сме тука. Повторно ќе заминаме за Белград. Ние го планиравме секако одењето во Белград уште пред да ме поканат на деновите на македонската култура, така што ми се фаќа овој пат 2 пати одење во Белград.
Во Белград ќе бидеме повторно неколку дена, од таму одиме во Копенхаген и таму поминуваме неколку дена, не сме биле од поодамна во Копенхаген. Од Копенхаген заминуваме за Исланд, каде што ќе бидеме околу 2 недели. Па повторно во Копенхаген, повторно 2 дена, 3 таму, па од таму повторно во Доха на неколку дена и од таму во Сиднеј. Значи, се нас е 3 месеци патување. Долго. Бидејќи внимателно ве следев, слушав, отприлика по 3 недели тргнувате на нов пат, на нова дестинација, а турнејата ви трае 3 месеци. Да, така. Сега, веднаш ова прашање и за мене, одговорите битен, ама и за гледачите. Знам дека сте биле во голем број држави. 80 држави имате посетено. Ќе бидат со Исланд 80, инаку 79 моментално. 79. Ако сум избројала точно, да. Мал јубилеј. Сега, наместо да ве прашам каде се сте патувале, јас ќе го свртам прашањето, бидејќи не можете 79 да ми ги наброите, ќе ни отиде емисијата. Каде не сте биле? На почетокот, пред да почне емисијата, ми кажавте, ама за гледачите да кажете. Не каде сте биле, каде не сте биле и каде допрва планирате да отидете? Од континентите, сега ако не ги сметаме половите, северниот и јужниот пол, сме биле во арктичкиот круг, ама не на Арктикот и не на Антарктикот. Сме летале и на едното и на другото, до некаде берем. Меѓутоа, да сме зачекориле на половите, не сме. Но од континентите, Јужна Америка уште ни остана и имавме намера да патуваме таму во 2000-2001 година, но тогаш заради COVID моравме да го одложиме патувањето и еве се уште не сме. Во кои земји планирате, во кои држави? Бразил, Аргентина, Чиле. Мој сон од детството е да ги посетиме Галапагос островите, така што за тоа ќе мора да се оди до Еквадор. И од Еквадор или со авион или со брод треба да се оди на Галапагос. Значи тоа се секако земјите што планираме да ги посетиме, зависно бидејќи ќе имаме организирана некаква тура веројатно. Зависно значи кои земји како ќе биде вклопена таа тура, Перу најверојатно ќе биде, бидејќи речиси сите тури низ Јужна Америка го опфаќаат Перу. Може би Боливија исто така. Значи ќе се обидеме да видиме што е можно повеќе, бидејќи тоа не се патувања кои што се случуваат или секој ден, секоја година. Ќе видиме дали ќе има понатамо можност уште еднаш да одиме. Убаво е што зборуваме за патувањата, но за да не излезе дека сме туристички водичи и дека говориме само за дестинации и за патувања, веднаш да појаснам на гледачите. Не само што ви пресирам и велам вие. Тоа вие се однесува и на вашиот сопруг, Владо Јаневски, бидејќи вие секаде патувате заедно. И како писатели, сигурно црпите многу искуства, многу сензации, многу слики, многу сцени, многу граѓан материјал за вашето творештво. Но сепак морам да прашам. Прашањето е едноставно, ама одговорот сигурно не е толку едноставен. Што значат за вас патувањата? Што е патувањето воопшто? За мене лично, патувањето е многу повеќе, како што и самите спомнаваме, многу повеќе од туризам. Да. Тоа е нешто што мене лично ме збогатува. Мислам дека прво затоа што по природа сум љубопитна и сакам да знам што е можно повеќе, за што е можно повеќе работи. Патувањето ми го овозможува тоа, да научам повеќе, јас ги сакам луѓето, а особено ги сакам, ја сакам културата и уметноста. И едно е да видите вие репродукции, фотографии, па дури и документарни филмови за некое место или за некој уметничко дело или за некој објект, а друго е да се соочите со него лице в лице. Да, Јас лично, се сеќавам, изворно.
дека, значи, Герника на Пабло Пикасо сум ја видела во сите можни форми, репродукции, копии, нели, во документарни филмови, па теписни репортажи или што и да е, емисии за уметност, портрети на Пикасо. Но кога јас влегов во музеот Реина Софија во Мадрид, каде што е изложено тоа дело, веројатно и сега ќе ми затрепери гласот. Тоа беше такво емотивно доживување, што буквално ме удри како цунами. Тој призор, тој приказ на војната. И јас едноставно се расплакав и долго време плачев. И сега кога се приспомнувам на тој момент, истите емоции, речиси истите, можеби со помал интензитет. И се појавија мали солзички се. Да, затоа што сум и се чувствува по гласот, ми затреперува гласот. Тоа е, значи, можноста од прва рака да се видат, да се спознаат некои работи. Светот ние навистина го примаме сензорно, меѓутоа понатаму тие впечатоци, емоции поминуваат низ некакви филтри, се складираат некаде во меморијата, па се повикувам понатаму на нив и така натаму. Но тоа патување, навистина тие патувања ги шират видиците, ја поместуваат перспективата на нештата. Јас кога доаѓам во Македонија, иако знам горе-долу што се случува, се уште имам тука многу пријатели, имам некои роднини, од нив, од вестите, дознавам што се случува. Меѓутоа, друго е кога сум во тоа миле, друго е кога сум во таа средина. И тогаш едноставно и перспективата од која што ги гледам нештата, директно кога сум тука, е можеби малку поинаква од онаа перспектива кога би ги гледала само од далеку. Патувањата се секако и извор на инспирација, запознавањето со други култури, на крајот на краиштата контактите со луѓето, начинот на кој што се живее во другите земји, нивните размислувања, нивните светогледи, сето тоа на еден или на друг начин, директно или индиректно, го информира и мојот светоглед. И за некои работи сум го променила драстично мислењето, можеби откако сум била во некоја земја. Пред тоа сум имала една представа, меѓутоа откако сум била, сум разговарала со луѓе, сум засведочила нешто од тоа што се случува, сум научила повеќе за историјата на таа земја, сум ги променила и своите гледишта за тоа. Во секој случај тоа го сметам како богатство тие патувања. И уште една друга работа за мене е тоа самоактуализација. Луѓето се самоактуализираат на различни начини. Точно тоа учење, ширење на хоризонтите, осознавање на нови работи или осознавање на работи од поинаква перспектива. Не е тоа само осознавање на други нешта, туку едноставно и себе запознавање. Затоа што се продлабочува моето знаење за себе си, тој внатрешен поглед, кој што некогаш знае да биде и непријатен, особено кога ќе, јас тоа го нарекувам рударење во себе си, кога ќе се влезе во подлабоките слоеви на она, што сме ние, во случајот на она што сум јас, тоа што ќе го видам не секогаш е најпријатно. Но човек, мислам дека треба да се соочи со тоа. Ние сите имаме некакви предрасуди, некакви вредности, и меѓу другото тие патувања ми овозможуваат не само да се разберам подобро себе си, туку и да се преиспитам во контекст на она што сум го научила, дознала, спознала за време на тие патувања. За луѓето што патуваат, обично се вели дека се птици преселници, дека постојано некои се враќаат во старото гнездо, ама постојано бараат некое ново гнездо и го наоѓаат или не го наоѓаат. Се вели дека се номади, односно љубопитници, на еден одреден начин и незадоволници, и дека понекогаш можеби патувањата за нив се бегство. Бегство од монотонијата, од конвенциите, од реалноста, дури би рекол. Но од друга страна, кога реков незадоволници, сакав да кажам, еве сега и да појаснам, дека патувачите постојано бараат нешто повеќе. Да видат со своји очи, да допрат тактилно и самите, а не
преку кажаното и прераскажаното и раскажаното, бидејќи личната средба, личниот контакт, само тој е вистинскиот, само тој е најблиско до изворното, до автентичното. И мислам дека ништо не може да го замени ниту книгите, ниту ТВ емисиите, ниту фотографиите. Личното чувство, личниот импулс, личниот инстинкт при средбата со тоа новото, па дури би рекол и непознатото. И уште нешто. Се разбира дека за неколку дена, па и за неколку седмици, за неколку месеци, не може да се види се. Уште повеќе ако одите во групата, селективно ви покажуваат тие нешто што сака тие да видите. А кога одите сами, тога ќе видите многу повеќе и нешто што, или помалку, зависи, зашто ќе се изгубите во еден простор, може да видите многу, може да не видите ништо. Сакав ова малку да ми го појасните. Како ги бирате тие дестинации, тие предизвици? Знам дека економски прво се разбира. Ви треба толку пари, толку слободни денови и слично, но сигурно ве води срцето. Сигурно ве води инстинктот. Таму ќе одиме, а не на друго место. Тој инстинкт се менува. Не е иство лето, не е иство зима, не е иство пролет, не е иство во есен. Како ги бирате местата? Според тие моментални расположенија или со некоја претходна програма? Ретко се работи за моментално расположение. Расположението се менува. Меѓутоа, прво според личните интереси, затоа што нас не интересира уметноста во сите своји форми. Афинитетите ваши. Така. И не интересира, па и историјата. Мене лично особено ме привлекуваат земји кои што се или биле исправени пред големи предизвици. Историски гледано. Значи има земји кои што на некој начин, по некоја сличност со Македонија, имале постојано биле под некого. Тешко минато. Значи, нивните граници се менувале и сегашните граници се далеко од она што нивните граници биле пред не знам колку години, кои што биле под туѓа власт, властите се менувале. Непризнаени, експлоатирани, понижени. Точно. Значи, зборуваме за земји кои што може би биле колониализирани, за земји кои што биле поробени, значи, зборуваме за земји кои што со векови биле под некого. Меѓутоа, успеале да се справат со тие предизвици и да се изборат за своја независност. И мене особено ме интересира не само начинот на кој што е тоа направено, првенствено да го слушнам тоа од локалните, нели, од локалното население, туку ме интересира и тоа како воопшто се справувале, значи не само да се дојде до независност, едно е да се дојде до независност, а друго е да се постигне некаков просперитет. И ме интересира како се справуваат со тие предизвици. Да речеме патувањето во Ерменија, во Грузија, во Азербејџан, тоа се поранешни советски републики, кои што индивидуално имаат различно минато. Меѓутоа, имаат и некои заеднички точки, тоа што биле, нели, дел од Советскиот сојуз. И едноставно ме интересира на кој начин тие се справуваат со тие предизвици. Тоа се земји кои што имаат некои сличности, меѓутоа имаат и многу различности и нивниот пат е поинаков. И сега, значи, ако зборуваме за Азербејџан е можно поинаков од, например, Грузија. Грузија и Ерменија имаат некои сличности, но имаат и големи разлики. И во поглед на тоа каде ја гледаат својата иднина и нивните политички не само аспирации, односно геополитички видувања, погледи или асоциации, алијанси, како и да е. Првенствено, значи, тоа се работите што ме интересираат. Се разбира, во некои случаи ќе биде тоа уметноста, да речеме.
исто така комбинирана со историја, меѓутоа некои земји го немаат тој ја немаат истата, се разбира, истата патека историски гледано, како некои други земји можеби биле посебни државички, па се обединиле во едно, па не биле можеби постојано под нечии јарем. Меѓутоа и тоа обединување има своји предизвици. Меѓутоа, од друга страна, да речеме, не е само тој аспект, туку ако, например, ја земете Италија како пример, која што, меѓу другото, е настаната со обединување на неколку територии, огромен дел од светското културно наследство се наоѓа во Италија. И речиси нема да најдете место каде што да копнете малку, па нема да најдете некаков артефакт. Тука е, значи, зборуваме за долга историја со неверојатни цивилизацијски придобивки. Истото може да се каже и за многу други земји. Значи, тоа се тие интереси кои што првенствено ги водат планирање, мислам, го водат планирањето на тие патувања. Се разбира, има земји кои што би сакала да ги посетам, меѓутоа можно е во сегашниве услови, како што се одвиваат нештата, никогаш да не стасам до нив. Затоа што можното е неможно, ве разбирам. Па, едноставно тоа се воени подрачја или подрачја каде што опасноста по животот е значителна. И австралиската влада издава упатства каде треба да се внимава, каде треба особено да се внимава, а каде не треба да се патува. Јас и да одам наспроти тие препораки, не ќе можам да се осигурам, бидејќи ниту една компанија нема да ни даде патничко осигурување. Неодамна бевте и во Виетнам и убаво пред малку во вашата експликација објаснивте дека своевиден предизвик ви се земјите кои што биле поранешни колонии, земјите кои што биле слични на Македонија под робство, под некоја окупаторска чизма, земјите кои што биле сиромашни, кои што поминувале низ тежок транзицијски процес и период и слично. Па некако само по себе ми се наметнува прашањето кои се тие земји, тие дестинации, и тие градови, тие реки, тие планини, кои што оставиле посебен впечаток и кои што со задоволство би ги посетиле повторно, едноставно нешто што индиректно ќе им препорачате на нашите гледачи. Задолжително да ги посетат, задолжително го направат тоа, бидејќи животот е еден и ние остануваме сиромашни доколку не прочитаме одредена книга, доколку не видиме одредена држава. Едноставно, што е тоа што вие сепак ќе го издвоите од тие 79, со Исланд 80 светски земји? Тоа е навистина тешко прашање, луѓето често пати ме прашуваат нешто слично. Затоа што секоја земја има нешто што е специфично за неа, што е уникатно и што е убаво. И во секоја земја сум нашла нешто што ми се допаднало и што би рекла да имам можност повторно би сакала да го видам, или ако не тоа уште нешто повеќе од таа земја да видам. Меѓутоа, ја спомнав Италија, првенствено заради тоа културно-уметничко наследство. Рим, Фиренце, тоа се апсолутно. Истанбул, токму поради меѓу другото, тоа е западното римско царство, нели, Византија, со споменици на културата кои што вреди да се видат. Израел, тоа е интересна, исклучително интересна земја која што може лесно... Бевте неодамна и во Јапонија да ви подсетам. Да, во Јапонија, секогаш и се навраќаме со радост на Јапонија. Токио е прекрасен град. Ќе спомнам и Јапонија секако. Јапонската култура е особено интересна и меѓу другото и од некакви своји афинитети што јас ги имам ме привлекува. Но тие исто така имаат исклучително интересна историја и филозофија на животот. Јас нема да го наречам тоа религија, туку филозофија на животот. Израел првенствено, да се навратам на Израел, затоа што
нели, историски гледано, е тоа земја, интересна земја. Сегашната ситуација е трагична. И нели, сега нема да навлегувам тука во историјата како е до тоа дојдено и кој е во право и кој не е во право, но го чувствувате тоа кога сте во Израел. Значи, кога одите од територија која што ја контролира Израел во територија која што ја контролира Палестина, или во градови кои што се мешани, Кана, например, каде што е населението измешано и добар дел од градовите во Израел се такви. Значи, вие ја чувствувате, речиси можете да ја допрете, таа тензија што постои. И тоа не е пријатно чувство. Но тоа вика лебди во воздухот. Да, можете, некогаш е тоа толку густо што ви се чини дека можете со нож да го пресечете. Кога поминувате од еден во друг дел и кога имате зид од 2-3 метри со бодликава жица горе и со снајпери вперени во вас, знаете дека сте во војна зона и дека... Како во логор. Едноставно, невозможно е да се одлепите од тоа, бидејќи е присутно. И ако имате и малку човечност во себе, не може да не реагирате и емотивно на тоа. Но, велам, инаку, спомнавте дека патувањата се бегство понекогаш од реалноста. Точно, јас не бегам од реалноста, напротив. Јас сакам да ја видам таа реалност и сакам да ја почувствувам таа реалност, зашто не сакам да живеам во фантазија. Па колку и да биде груба и сурова. Се разбира, мислам, јас можам да измислам нешто, се разбира, затоа е фантазијата, затоа е имагинацијата. Меѓутоа сакам да ја почувствувам реалноста, сакам да ја знам реалноста на светот, затоа што на крајот на криштата ми се чини дека во овој свет се помалку има критичко размислување. А мене ми е тоа важно и сакам да можам и од прва рака да кажам, ете, добро, ова е вака, а ова е онака, и да создадам свое мислење врз основа на тоа. Да, светот не е црно-бел, иако ние често така го гледаме, секојаш има нијанси и зависи кој како го гледа, од кој агол, од кој ракурс и низ кој дискурс испишува своја лична историја, свој личен приказ. Но ќе одам понатаму со моето прашање. Во која земја од тие што ги видовте, што ги посетивте, евентуално да можете да се вратите назад во животот, би сакале да живеете? Иако сега живеете во Сиднеј, сте живееле во Македонија. Која е таа трета земја, трета дестинација, која што ја гледате како идеална за ваш подолг животен престој? Тоа е прашање на кое што всушност можам веднаш да дадам одговор, затоа што сум размислувала за тоа и дури сме истражувале ако би се преселувале од Австралија, каде би се преселиле. И изборот паѓа на Европа првенствено заради патувањата, затоа што Европа поцентрално поставена, Австралија е далеку и навистина се патува подолго за да се стаса каде и да е. Единствено Нов Зеланд и евентуално Папуа Нова Гвинеја, значи тие се поблиску до нас. Каде во Европа? Токму тоа. Значи, сум ги разгледала речиси сите земји и сме биле, во Европа сме биле во сите, освен, мислам, 4 земји. Во Молдова, во Белорусија, во Андора и во Лихтенштајн, де сме биле. Секаде другаде сме биле. Така што од лични искуства, но и од разговори со луѓе, од проучување, затоа што не е само да се пресели човек затоа што земјата е убава, туку треба да има и квалитет на животот. Што ќе Португалија. Значи тоа го заокруживте, го чекав одговорот. Добро. Бидејќи полека одиме кон крајот на емисијата, а сепак разговараме со писателка, со авторка, сакам да подсетам. Вие сте добитник на наградата Стојан Христов за најдобра поетска книга. Пишувате и подготвувате и нова книга. Па многу сум љубопитен да ми кажете нешто повеќе за тој ваш нов следен поетски ракопис, таа нова книга, која што кога тогаш ќе излезе од печат, бидејќи вие не сте од тие брзи птици, како што е нојот, не трчате, не објавувате многу, пишувате малку, селективно, меѓутоа
многу издржано, многу квалитетно, ова сериозно го мислам и го кажувам. Па ајде проговорете малку за таа ваша нова книга, за тој ваш нов ракопис што се подготвува, што се крчка, што велиме, во таа домашна, семејна, лична лабораторија, творечка и креативна. Токму крчка, ферментира, да речам. Ферментира. Во моментов е во фаза на ферментација. Значи, затворена е во ќуп и останат да како најубавите вина што се создаваат. Да ферментира извесно време. Песните во оваа збирка се, да речам, мотивирани повторно од, впрочем, тоа се моите извори на идеи за пишување. Митологијата, особено ме интересира древната митологија и тука честопати барам како таа митологија кореспондира со сегашноста. Повлекувам, да речеме, некои паралели или пак барам и некои поинакви можеби значења во тие митови. Битисувањето како жена, она за кое што јас сум си го сковала терминот женствување, е друга тема, честопати на, да речеме, во некои песни кои што Шехерезада, например, легендата за Шехерезада. Јас таа ја гледам, таа тема, таа приказна ја гледам од феминистички аспект. Потоа, самиот јазик за мене е неисцрпен извор на идеи. Еден единствен збор може да ме поттикне на нешто. Особено ги сакам архаизмите, старите зборови, зборовите на исчезнување. Не само затоа што тие помагаат да се долови одреден период или да се постигне одреден тон или да се нагласи нешто во песната, туку затоа што тие се на еден или друг начин и врска со моите корени. Тие се врска и со моите предци. И на крајот на криштата ние честопати зборуваме за нашите баби и дедовци, меѓутоа ние не сме производ само на нашите родители, баби и дедовци. Ние сме производ на целата човечка историја. И јас се чувствувам како дел од човечката историја. Затоа што за да дојде до тој момент, јас кога сум се родила, поминале стотици илјади години на човечки развој. Ние сме само некои камчиња во тој бескрајен мозаик. И токму тоа чувство на припадност кон таа општа човечка историја, исто така е извор на идеи. Патувањата, иако на еден нелинеарен, накршен начин, на некој начин тие сознанија што ги стекнувам кога патуваме, се преточуваат во песни. Еден од елементите кои што повеќе овој пат од што во претходната збирка се појавува, тоа е магијата на обичноста. Тоа е, јас така си го нарекувам. Значи, за некој што е љубопитен ми се чини дека речиси ништо не е обично. Вие ќе видите и човек кој што наведум изгледа прилично обично, ако воопшто можеме така да го карактеризираме тоа, меѓутоа влезете во разговор со тој човек и ќе видите дека секој има приказна и тие приказни се интересни приказни, барем мене ми се интересни. Јас наоѓам приказни во предметите, наоѓам приказни во секојдневието, во обичните работи, и дури да ги нема тие приказни, да не ми се познати, да не ми е позната позадината, јас ке си ја измислам, но сепак е тоа мотивирано од тој предмет или појава или што тоа е интеракција. Така што таа магија на обичното или на обичноста провеува повеќе во овие сегашни песни од претходните. Неодамна, поточно на денот на светите Кирил и Методи, бевте учесници заедно со вашиот сопруг на традиционалната манифестација на писатели што создаваат во странство, што организира Агенцијата за иселеништво на Македонија. Сакам да прашам директно, бидејќи знам дека ќе добијам изворен одговор. Како да се сочува македонскиот јазик, писмото, кирилицата, кога сте таму, далеку од Македонија, и обратно, кога ќе дојдете овде, се едно, дали на ден, 2, 3 или подолго, како вие
би го решиле овој Гордиев јазов, овој проблем? Оди ли загрозувањето на јазикот по нагорна линија и воопшто и на кирилицата, на нашето писмо? Ве прашувам, бидејќи сте сега тука, ама сте најдолго во Австралија. Постојат клубови, постојат здруженија, постојат цркви и слично, но како да се спротивставиме на сите тие агресивности, на сите тие напади врз јазикот и писмото? Колку можете во еден вака заокружен одговор? Па видите прво каква е ситуацијата со јазикот во Македонија. Така. Значи, Тоа сакам да го кажам. Меѓу другото, јазикот е жива материја. Јазикот се менува, доаѓа во контакти со други јазици, поприма нешто од тие јазици. Так. Англискиот јазик е веќе глобален јазик. Англискиот јазик е есперантото, остварено есперанто на денешницата. Да. Првата генерација иселеници обично има полесна задача да си го зачува својот јазик. Нивните преокупации се нормално преокупации се да се интегрираат во новата средина, меѓутоа сепак е тоа се уште свежо искуство за минувањето од земјата, јазикот е зачувувањето на јазикот е поедноставно. Втората и на тамошните генерации на иселеници кај нив ризикот да се изгуби наследниот јазик е многу вистински реалност, вистинска, мислам тоа е вистински ризик. Како да се надмине тоа? Значи, разни земји имаат разни стратегии. Во Австралија учењето на втори јазик не е приоритет особен. Така што задолжително учење на странски јазик во англиските училишта нема како што тоа е во некои други земји. И кога изучуваат друг јазик, обично тоа го прават, студентите тоа го прават со одредена цел. Најчесто, не секогаш, некогаш е едноставно интерес. Меѓутоа, најчесто е тоа за проширување на можностите за професионален развој и работа во странство, затоа што миграциите веќе не се ограничени само традиционално на одредени земји, нели печалбарство, па ова, па она. Миграциите се далеку поинтензивни и пошироки. Значи, од Австралија мигрираат многу луѓе, исто како што во Австралија доаѓаат многумина од другите страни на светот. Благодарение на тие друштва, дали се тоа литературни друштва, црковни општини, што и да е, се одржува јазикот. Има саботни училишта, например, во Австралија има саботни училишта во кои што се изучува македонскиот јазик. Исто така во средни училишта, во некои од средните училишта има македонски јазик, има наставници кои што го зборуваат добро, нормално, најчесто се тие од македонско потекло, кои што го, мислам, некои од нив се прва генерација иселеници кои што го зборуваат одлично македонскиот јазик. Значи, исто така македонскиот е еден од елективните предмети кога се полага матура. Значи, за матурски испити може да се изберат одреден број предмети и секој предмет има некоја тежина, мислам, тие се рангирани по тежина, зависно, нели, која комбинација ќе избере студентот. Македонскиот е еден од тие елективни јазици кои што може студентот да ги избере. Но и покрај сето тоа, значи, и тоа да го споменам дека во Австралија постои посебен телевизиски и радио канал, кој што е исклучиво посветен на јазиците на иселениците. Во Австралија се зборуваат некаде околу 210, можеби и повеќе јазици. Сега таа програма, телевизиска и радио програма не ги покрива сите, но има, например, програма на македонски јазик, која што исто така, според мене, игра важна улога во зачувувањето на јазикот. Магично решение нема, меѓутоа, ние сите што го владееме македонскиот јазик, без оглед на тоа дали сме учители или не сме, треба да бидеме учители. Треба да бидеме да го поддржуваме тој јазик. Ако отвориме, јас по свој избор творам на македонски јазик, јас творам и на англиски јазик, меѓутоа по свој избор главно творам на македонски јазик. Тоа е моја одлука. Ви благодарам за овој разговор и знам дека обично
доаѓате еднаш годишно, да бидеме живи здрави и да се видиме в година повторно и повторно да разговараме на овие или некои други слични теми. Ви благодарам уште еднаш за поканата.